Во услови на пандемија со COVID-19, благодетите од пливањето, односно водената средина, се непроценливи. Општина Аеродром го продолжи проектот за децата со попреченост од прво до трето оделение од основните училишта. Преку пливање и учење на техники се подобрува нивната психофизичка состојба, а тие полесно се вклучуваат во општеството. Тие 3 месеци ги ставаме на ниво на научни показатели, каде што сето тоа ќе го како научен документ ќе го аплицираме во еден голем научен собир во Монпелје. И се надеваме нели дека короната како и да е наредната, тоа е за наредната година, ќе остане зад нас и ќе можеме реално да патуваме и да ги презентираме резултатите од тоа што сме добиле од тие 3 месеци. Она што сме го сумирале од тие 3 месеци, општината на задоволство ќе потенцирам на родителите на децата кои се корисници на програмот за пливање за деца со попреченост, на нивно инсистирање, општината Аеродром, градоначалникот и советот на општината го продолжија проектот за уште наредни 3 месеци. Де факто тоа ќе биде до завршување на школската година. И тоа се деца кои одат физички на настава. За разлика после трето оделение децата не одат физички, имаат онлайн, овие деца одат физички на настава и во тој еден период 2 пати неделно имаат тренинзи во Sky Wellness со асистенција од спортските едукатори од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, кои по 1 час, не знам, во вторник, 1 час во четврток, тоа се 2 групи од по 1 час, им ги нудат тие услуги за да пред се децата ги почувствуваат благодетите на водената средина. И она што за мене е најважно, да ја подобруваме нивната психофизичка состојба. И таа е многу важна сега во овој период. И она што исто така, ајде да го трнеме ефектот на водената средина од аспект на учење на тренирање или учење на пливачка техника, многу важно во таа рана фаза користењето на физичка активност, ако го земеме пливањето како физичка активност, здравствените компоненти каде што се јача кардиоваскуларниот и респираторниот систем на тие деца, што за мене е многу важно. И од друга страна, ајде нездравствените аспекти, психичката благосостојба на тие деца, кои треба да им се подобри преку користењето на физичката активност на пливањето во услови на водена средина. И крајниот, она што мене ме највеќе задоволува, крајниот сегмент, таа социализација. Или социјална експресија на тие деца, за да се почувствуваат добродојдени во општеството или во локалната заедница каде што живеат и гравитираат на некој начин. Продолжението на пилот проектот се базира исклучиво на задоволството на родителот и децата. Ако гледаме во еден научен светски вокабулар, им го подобрува животниот стандард. Некој ќе речеме тоа не е многу. Апсолутно, јас сум убеден дека е тоа многу. Ако реално вашето дете треба да плива во некоја школа, официјална пливачка школа, семејството треба да издвои некои 2000 до 2500 денари месечно. Во овој случај, тоа задоволство ви го дава општината Аеродром, бидејќи тоа се жители кои живеат на тло на општина Аеродром и плаќаат даноци. Значи, со самото тоа го подобрува животниот стандард на тоа семејство. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е, тие родители кога ќе дојдат овде, нивното дете има 1 час третман од спортски едукатор, кој се грижи за тоа дете од сите аспекти, а тие се на некој начин послободни. Барем 1 час имаат време за себе да се посветат на роднините, на пријателите, да се одморат едноставно, бидејќи јас сум убеден дека многу голема одговорност прават родителите на децата кои се со попреченост, и најголемиот акцент е токму паднат на тие родители. И од тие причини нивниот притисок во самата општина резултираше да добијат уште 3 месеци. Згоре на тоа, знаете како, тие деца многу тешко ќе бидат прифатени во официјалните пливачки школи. Од кои причини? Во официјалните пливачки школи имате тренинзи официјални, каде што тренерите се посветуваат да ги научат децата да пливаат и да им ја подобруваат техниката.
Овие децата со попречност, зависи, бидејќи ние во анкетниот прашалник ја дознаваме нивото на попреченост на секој децата кој е корисник на нашиот програм, и таков пристап спортските едукатори манифестираат кон тоа дете. И фактички врз база на нивната попреченост нашите едукатори им посветуваат многу големо внимание. Во многу случаеви едукаторите од 1 час настава, што имат 30 минути, тие деца ги држат во раце, за да ги прилагодат, за да ги адаптираат на новата средина, на водена средина. И знаете, од тој аспект, кога ќе го видите сето тоа, кога ќе го доживеете, ви станува јасно дека тие деца многу тешко ќе најдат свое место во официјалните пливачки школи. Самите тренерите во пливачките школи не може да им пристапат така и да им одвеат такво време и внимание. Овде проектот е наменен токму за тоа. И затоа ефектите кога сте во одреден проект се многу поинаки. И сега што се случува на крајот, како одминуваше 3-месечниот пилот проект, веќе дел од родителите, каде што заедно разговараме, комуницираме, се покажа одредени напредоци кај некои деца. Веќе во вторите 3 месеци самите тие бараат нивното дете да отпочне и да работи на сопствената пливачка техника. Иако, сакам да видам многу дециден, тоа не е примерната задача и примерната улога. Примерната улога, ќе повторам, ние да ја подобруваме психичката благосостојба на децата, психофизичката состојба на децата и да им ја јакнеме таа социализација, да им даваме шанса во општеството. Меѓутоа, како одминува проектот, тие деца кои се извојуваат и покажуваат поинакви квалитети и вештини, веќе нашите спортски едукатори работат и на подобрување на нивната пливачка техника. Интегрирано општество, еднакви можности за сите. Насмевката на децата и среќата на родителот е клуч за секој успех.